Имавме можност заедно со Министерката за култура и културно наследство на Република Полска да го подпишеме новиот договор за културна соработка помеѓу Македонија и Полска. Сакам и во оваа прилика да ти посакам срдечно добре дојде на мојата колешка во Република Македонија. Јас се надевам дека денеска ќе има можност да види и да се запознае со дел од нашата култура овде во Македонија. Како што искажав и на денешната средба, и уште еднаш сакам да се заблагодарам на Република Полска, која што е наш навистина искрен пријател и голем поддржувач во нашите евроатлантски интеграции. Република Македонија и Република Полска навистина имаат една извонредна плодна соработка во областа на културата, која плодна соработка навистина во изминатиот период резултираше со огромен број на проекти, што нешто сакам да го истакнам, а тоа е реализација на проекти во сите дејности од областа на културата. Министерката денеска ќе има можност да го посети музеот во рамките на Музеот на Македонија, кој што е посветен на децата бегалци. Токму во рамките на овој проект ќе информирав и министерката и се заблагодарив за поддршката во делот на снимањето на документарниот филм кој што го реализираме преку Кинотеката на Македонија, каде што се реализираат интервјуа со се уште живи лица кои што се сеќаваат на тие моменти и може да прераскажат дел од таа историја. Информирав министерката и за отварањето на новиот дел во Музеот на современа уметност, кој што и денеска ќе го посети, каде што во рамките на постојаната изложба во рамките на Музеот на современа уметност може да се видат и дела на голем број на полски уметници, над 130, кои што ги имаат донирано своите дела за време на после земјотресот 1963 година овде во Скопје. Мене многу ми е драго што благодарение на заедничката соработка и со амбасадата и со Министерството за култура и со стручните лица кои што дојде од страна на Министерството за култура на Република Полска, имаме можност оваа изложба да видиме и на виртуелниот музеј на култура и уметност на Google, каде што може секој да ја посети оваа вредна изложба. Македонија е многу битен партнер во култура за Полска. Тоа не е само културни интереси на Европа, на источна Европа, ама тоа е пред се културни поврзувања. Сметам дека Скопје и Варшава поврзува една уште многу битна работа. После 45 година, кога заврши Втора светска војна, поляците се враќа во Варшава, која беше 100% руинирана, така и Скопје после земјотресот во 63 година исто така беше руинирано од земјотресот. Жители на двата града се враќаа во опустелија, мора да почнуваат да живеат од нула. И двата народа осетија поддршка од тие што можеа во тој момент да ги поддржат во нивното страдање. Може и тука е причина што полските архитекти и урбанисти се ангажираа после земјотрес во Скопје. Може помладо поколение не памти, ама Адолф Зборовски кој беше главен за изградба на Скопје и така тројца тигри кои изградија кој архитектонски направи проект за музеум за современа уметност. Скопје после земјотрес тоа беше символ на светска солидарност за други држави. И сметам дека тоа е многу битна основа да заемна соработка, што господја министер мислам што ни раскаже за таа соработка, дека тоа дава иднина за понатамошна соработка. Ние реализираме проекти во сите области на култура. Затоа Македонија е приоритетна држава во однос на реализација на проекти од страна на Министерство за култура и национално наследство во Република Полска. Wspólne projekty właściwie we wszystkich dziedzinach sztuki i kultury.